дојдовте уште една магична сцена, денеска заедно со Ѓорѓи Олески. Ѓорѓи, добре ми дојде и многу ми е мило вака што се снимаме на убав сончев ден во прекрасен амбиент негдека надвор пред Македонскиот народен театар, твојата матична куќа. Вчера ја гледав представата Последните ленти на Крап, но за неја нешто покасно ќе зборуваме. Сакам да те вратам малце во младоста, во Битола, во оние основни и средни школски денови кога беше активен во рецитаторски секции, во драмски секции. Знаеше од стално дека ќе се занимаваш со глума? Добре ми дојде уште еднаш. Добре најдов, благодарам на поканата, со тебе секогаш е мерак да се прави муабет. Да, од секогаш сум знаел. Некако природно е. Прво оделение драмска секција, четврто оделение режирав представа за приредба, од петто оделение сум постојано на сцената на Македонскиот народен театар во сите улоги на деца кои се потребни за професионалниот театар. Од седмо оделение пионерски дом и сите приредби, рецитирање, рецитаторска секција, книжевна младина на Македонија. На Битола е еден интензивен период во детството, во младоста, каде што бев ангажиран исто така, можеби и повеќе отколку сега. Така во Битола беше експлоатиран во тоа време, така? Максимално, да. Сега кога одиш во Битола се сеќаваш на сите тие убави денови поминати со, да речем, тој живот? За жал многу ретко одам во Битола. Моите родители живеат таму, одам да ги видам од време на време. И да, не сум играл во Битолскиот театар подолго време, кога играм, кога имам представа таму повеќе престојувам, но Битола е инспирација сама по себе и сама за себе. Тоа е место каде што како дечиња си игравме покрај мозаиците во Хераклеја, игравме во касарната на Кемал Ататурк, офицерски дом, Широксокак, театарот тука. Битола е прекрасна, луѓето се таму исклучителни, театарската публика е совршена и навистина е некако вид на гнездо за раѓање на уметници и посебно во театарскиот дел навистина ги има многу, но и во сите сегменти. Во Битола беше и последната награда што ја освои на фестивалот на монодрамата, баш со оваа представа Последните ленти на Крап. Да, бев многу истремиран како ќе ја одиграм представата Последната лента на Крап, бидејќи втор пат учествувам на тој фестивал во историјата на неговото постоење. Првиот пат играв на 10-тото издание на интернационалниот фестивал, тогаш исто со мојата монодрама Електроенцефалограм добив гран при на фестивалот и еве сега после како му доаѓа после 15 години од тогаш, повторно на истиот фестивал, повторно со гран при за представа и плюс награда за режија. Публиката битолска е задоволна и пројдов добро, така што да, секогаш инспирација да се игра таму и секогаш е голема возбуда. Многу ретко од вас актерите се одлучуваат за монодрама. Ти имаш буквално пробано се, Ѓорѓи, и дуодрама, и монодрами, неколку, не ни една. Обично една прават, ако ја прават, и таа ќе им е последна. Многу се ретки актери кои што па и неколку монодрами направиле како ти што направи. Па досега сум работел на 4, ако го рачунаме детството. Во 8 оделение имав монодрама на тема Сергеј Есенин, која ја дававме во диското Орфеј во сабота. Електроенцефалограм веќе ја споменав 2008 е, потоа работев со Златко Славенски, една феноменална представа, исто беше монодрама на тема Едип, во исклучителна режија на Златко, така полна со имагинации и иновации. Се играше на малата сцена на МОП, сегашен. И ова е практично трета професионална представа. Тоа е театарска форма која што навистина доста ретко се употребува. Дуодрамите исто така, но времето на пандемија ја ревитализира, значи благодарение на овој ужас во кој што живееме, ја ревитализира оваа театарска форма која што е многу тешка, која што бара исклучителна концентрација и голема посветеност.
но еве на фестивалот на Монодрама имаше 10 македонски представи. Обично на тој фестивал има по една, некогаш ни една, но овој пат се покажа дека актерите сакаат да работат и во овие услови таа форма е идеална, но таа форма треба да се употребува постојано, бидејќи дава на актерот, а и на режисерот, дава еден посебен фокус и посебни елементи кои што треба да се исполнат. Се мисли дека нема помош од друг актер, затоа е тешка, но тешка е затоа што треба да се изработи од една страна лик кој што треба да биде толку стабилен за да може да го одржи вниманието на театарскиот гледач во најмала рака 45 минути до 1 час. Во Скопје имавме можност изминатава годинава на пандемија да гледаме 3 такви монодрамски одлични представи на Билјана Драгичевиќ Пројковска во Драмскиот театар, Кармен Звезда Ангеловска тука и ти во Македонскиот народен театар. Си ги гледавте еден со друг представите? Се разбира. И двете представи се неверојатно добри, високо професионални, и моите колеги и Звезда и Билјана се безпрекорни, би рекол, во формата во која што играат. Звезда Ангеловска има еден навистина европски пристап кон самиот лик, со благодарение и на Маријан Нечак, режисерот на представата и неговата визуализација и концепт, а Билјана Драгичевиќ во концептот на Дејан Пројковски навистина има направено една исклучително од една страна жовијална представа, но исто така многу длабока и полна со символика. Но многу сум среќен затоа што овие три во најмала рака проекти, исто така и Олга Панго има еден вид на корео драма, представа која што добро проаѓа. Така што да, оваа форма, благодарение на концептот на режисерите, продуцентите, ковидот и ангажманот на колегите, навистина дадовме некаков печат на времето во кое што живееме. Јас мислам дека овие представи ќе се случи и да немаше корона. Да. Ќе си беа најнормално. Но короната иницираше и други млади актери кои што влегуваат да ја реализираат оваа форма, и мислам дека кога ќе престане ова чудо во кое што живееме, ова или чудовиште како да го наречам, мислам дека не треба така лесно да се откажеме од оваа форма, туку треба да се посвети големо внимание, и продуцентите треба да имаат концепт, барем 1 до 2 монодрами да има постојано на репертуарите на театрите, затоа што, бидејќи се тоа репертуарни театри во цела Македонија, оваа форма треба да се запазува, меѓу другите се разбира. Ѓорѓе, по завршувањето на факултетот беше во класата на Љубиша Ѓоргиевски. По завршувањето на факултетот многу брзо се вработи во Драмски театар, таму одигра маестрални улоги неколку години и после 7-8 години мислам доаѓа префрлањето во Македонскиот народен театар. Во твојот опус на работа, ако почнам да бројам што се си направил, од директорување до, не знам, председател на комисии, не знам, па до... Ајде, не можам да се сетам сега што се... Охридско лето уметнички директор, значи многу работи поврзани нормално со културата и со уметноста. Кога ти беше најубаво? Каде се почувствува така дека ова е моето, тоа што сакам да го правам? На сцена. На сцена, така? Секогаш, да, секогаш, во секое време, постојано. И кога ги правиш овие сите други работи и како професор на факултет, повторно беше присутен на сцената? Да. Значи, моментот на бивствување на сцена никогаш нема да го откажам, ниту пак имам намера да размислувам за било што друго, бидејќи јас постојам ако играм на сцена, другото е некако во меѓувреме. Но да, радознал сум, сакам да работам многу работи, мислам дека не ги работам лошо, тоа другите треба да кажат, но бавење со продукција, режија, организација, драматургија,
како да речам, политика во театар е нешто кое што не засегнува постојано, доколку си потполно 100% во театар. Мора да имаш љубов кон сите сегменти, но главната вокација и она што ме прави да бидам јас, тоа е кога сум на сцена, кога играм улоги во убави представи. Која ти беше првата представа, Ѓорѓе? Професионална? Првата професионална представа е Ништо без Трифолио, во режија на Слободан Унковски, по текст на Русомир Богдановски, во продукција на Македонски народен театар, лето, Охридско лето премиера, јули, 16 јули. Ете, тоа ми беше првата представа и првиот аплауз на отворена сцена и првата награда за млад актер на Гавелините игри во Загреб и во Македонски и на Војдан Чернодрински, вака на брзина или во кратки црти за таа моја прва представа, која што играше барем 50 пати на сцената на мојата сегашна матична куќа со феноменална екипа: Анче Џамбазова, Душко Костовски, Амфи Синоличка Трпкова, Мими Таневска, Сашо Чамински, Катина Иванова, Душко Костовски, мислам дека го кажав. Да, беше навистина совршено. Како ти беше кога ја прими првата награда? Па убаво, затоа што како млад не знаеш што ти се случуваат чуда. Тоа што уште бев на факултет за драмски уметности, само што заврши втора година и практично од тогаш почна еден убав живот кој што трае до овој момент. Со Сенко многу творевте, да речам, заедно уште за време на тие студентски денови. Сенко Велинов, а и поврзани сте фамилиарно. Да, со Сенко имаме работено многу представи кога бевме помлади. Во последниот период нешто не можеме да се совпаднеме во исти проекти. Последниот беше филмот, ова не е американски филм на Сашо Павловски, но вака по значење, игравме доста улоги заедно, но по значење е представата Емигранти на Славомир Мрожек во режија на Владе Цветановски, еден од најголемите македонски режисери, кој за жал не е меѓу нас, отиде онаму на еден друг свет пред 9 години. И кој што често го споменуваме и е, како да речеме, репер за уметничкото, визуелното и големиот фокус во процесот на работа и во реализирање на представите, но со Сенко Емигранти ја работевме. Најпрво почна како приватен проект. Почнавме сами да го преведуваме текстот. МКЦ, мислам дека ја гледав. Не, премиерата беше во сегашен МОБ во тунелите, катакомбите што се позади поранешната дискотека. Потоа ја префрливме во МКЦ. За на крајот да ја подариме представата која се вработивме во Драмски театар 92-а, ја подаривме на Драмски театар и ја игравме негде 97 пати, ми се чини таа представа, која што навистина имаше многу публика, одбрана публика, многу гостувања, фестивали, така што да, со Шурата. Со Шурата, така. Да, многу добро работевме. Значи, женеци со сестра му. Да, со Јулијана. Нека се живи и здрави и Сенко, и Јулијана, и децата нивни и ваши. И сите ние некако пандемијата да ја пројдеме без големи потреси. Кога кажуваш, ти претпоставам дека прецизно си водиш евиденција, еве и самиот кажа 97 изведби имала Емигранти. Обично многу од твоите колеги не ни знаат ни кои представи ги играле, а камоли да знаат колку пати се изиграле. Водиш таква евиденција? Па да, не толку многу прецизно, ете за тие поекстремни представи знам колку се одигра, исто така знам и за Чекајки го Годо. Феноменална представа што Љубиша Ѓоргиевски работеше, Бекет, првиот превод би рекол и првата изведба на Бекет на Чекајки го Годо во Македонија. 9 пати ја одигравме таа представа, за жал во 3 сезони 9 пати. Едноставно представата беше, би рекол,
со еден многу значаен подпис на Љубиша Ѓоргиевски. И убава екипа бевме со Бранко Ѓорчев, ги игравме Владимир Естрагон, тука беше и Петар Темелковски, Ристо Гоговски. Тоа е мачење за актерите ако се одигра во 3 сезони 9 пати представата? Секоја представа кога ќе се симне од репертоар е голема тага за целата екипа, затоа што радоста на создавањето е многу голема, се почнува од ништо, се завршува со премиерата е некако вид на раѓање на едно ново дело или нов живот, и доколку има долг живот представата, сите се среќни, но доколку животот е краток, е како да умира дел од семејство. И како да практично со секое симнување на представата од репертоар, дел од тебе умира, бидејќи тоа што е создадено веќе го нема и нема каде да се пласира, и секогаш е многу голема тага која ќе замине една представа. Таа така отиде, бидејќи немаше многу немаше интерес, но за да има интерес за тие големи автори, комплицирани и автори кои што се значајни да бидат на репертоарот на секоја национална театарска куќа, треба да се одржува на секој начин, бидејќи тие ја образуваат публиката и влегуваат во интеракција со профилираната театарска публика, која што има потреба од високоуметнички дела. Ва причте, имам анонимна дојава. Каква? Амонимна. Вапер, дека свеклавале во јадењава некој машраф, со што све и навлекувале луѓе во дидет кај вас пак. Не сме го клавале. И цело време гости да ти пак барат, а не им текнува да си ги чистат кундрите. Опа, значи признавате. Све. Кај е робата? Што е ова, бри? Брилјант. Твојот прв избор. Брилијант. Сепак, значи, нешто не достигало и не достига во театарот, кога такви дела кои што треба да остануваат, го одредува животот на едно дело, публиката која што не доаѓа да ја гледа таа представа затоа што ја здодевна или нема некој интерес, не слушнала можеби позитивни критики, но од друга страна па има и представи кои што биле во полнек со публика до последно место, па се симнувале од репертоар. Епа, во МНТ се случи тоа, неколку представи отидоа, најголем виновник се разбира короната, но големите представи кои што беа со полна сала, секоја изведба, еден месец на село од Паоло Маџели, Бесачи, во режија на Грдев, Мајстори Маргарита така отиде на представа на Иван Поповски по Булгаков, која што траеше 5 часа, а беше полн салон постојано. И поминуваа како 5 минути. Сигурно, да. Но Каква улога имаше таму Ѓорѓе направен? Благодарам. Си се радувам јас на секоја одиграна улога, се обидувам да ги работам доста внимателно, со многу љубов. И овие режисери, посебно што ги набројав, се големи уметници со, би рекол, интернационален код на мислење и со универзален јазик и пристап многу субјективен кон театарот. И е чест да се работи со големи уметници. Ги паметиш улогите на тие 3 представи, например? Во кој смисол? Да, еве сега да излезиш и да ја одиграш улогата. Не се разбира. Ако представата подолго време не е на сцена, тогаш треба проба.
Мислам дека овие представи, за да можат да се вратат на сцена, повторно треба да дојдат режисерите и барем десетина дена да поработат, за да може да се врати во полн ек и во полн интензитет самата представа. Онаа представа што вчера ја гледаше, последната лента на Крап, јас за секоја изведба имам еден ден пред представата дупла проба, што значи 2 пати ја вртам целата представа. Следниот ден пред представата повторно ја проаѓам како представа, ја играм како представа со целокупна техничка опременост и после тоа ја одигрувам, значи имам 3 полни проби за да можам да ја одиграм представата. Ми се чини дека животот ми пројде во пробање. Да. А вообичаено кога си оди представата на репертоар, колку време ти треба? Па зависи пак од представата. Ако е редовно на репертоар, тогаш доаѓаме, ако е 5 часа представата, тогаш доаѓам барем 3 часа, 4 пред да почне представата. Се разбира дома предходно, исто така се подготвувам неколку дена пред да влезам на проби, потоа со сите колеги го проаѓаме текстот, ги проаѓаме сцените, се коригираме што како било предходната представа, си даваме совети, се поддржуваме еден со друг и заедно влегуваме во возбудата наречена представа. Ѓорѓе, имам впечаток дека ти воопшто не грешиш на представите. Грешиш или не? Па се случува. Се случува. Јас не сум го доживеал тоа, ама добро. Се случува, но ретко се греши, затоа што мора гледачот гледа се. Гледачот е умен, паметен. Гледачот е прониклив и има остро око. Ние сме на сцената под рефлектори. Секој збор, секоја погрешна буква, секој погрешен збор, секој погрешен мизансцен и она што е недоговорено, оно и што е добар гледач се забележува и не треба да се греши, едноставно хирургот не греши кога оперира. Не сме ни уметникот да греши кога игра. Не постои место за импровизација, освен ако не е така направена представата, ако не е тоа концептот на режисерот. Си имал ли такви представи каде што со леснотија влегуваш па не размислуваш многу, него можеш и да импровизираш? Не. Зашто си перфекциониста и те знаат каков си, за тоа не те земат во такви представи, кај овој ќе ни го наруши концептот на слободно мислење и зборување. Импровизирањето всушност е во текот на пробите. Во текот на пробите ги пробаш сите можни варијанти кои што се најдобри или кои што мислиш дека се најдобри за реализирање на улогата. Затоа се пробите, затоа траат долго и затоа треба да бидат мачни, исцрпувачки, полни со радост, живот и така натаму. Но кога ќе се излезе на представа, јас не би сакал партнерот да ме изненадува со импровизации, како што јас никогаш не го изненадувам партнерот со нешто што не е договорено. Повторувам, освен доколку тоа не е концепт на режисерот и да биде представа која што ќе биде со импровизации, тогаш импровизирам. Ѓорѓе, кога вака ќе ти речам, ајде сети се која ти е најдрага улога во драмски театар, што би ми кажал? Па таму одиграв исто доста интересни улоги, не можам да кажам една, но еве ќе кажам Хамлет. Хамлет во 98 година со Владо Цветановски повторно, една прекрасна представа, многу силна, многу јака, со многу вертикали и голема возбуда е да се игра Шекспир во Македонија. Принципот се задржа до претходната декада. На секоја декада се појавува една група на луѓе кои што имаат потреба да го одиграат делото. Така се случуваше во 60-тите години со Битолски театар и Ацо Стефановски го играше, потоа во Драмски театар Мето Јовановски, следната декада, потоа во Битола повторно Владе Талевски, па во Драмски повторно јас го играв во тој период на 90-тите години, почетокот на новиот милениум го играше Дејан Лилич. Последнава декада не се појави таква група на млади луѓе и на актер кој што ќе го одигра Хамлет. За жал, ќе остане запишано во историјата на македонскиот театар дека таа декада немаше генерација која имаше потреба да го одигра ова големо дело. Се надевам дека во следната декада
ќе имаме пријатно изненадување на млада екипа која што има потреба да се крене против светот во кој што живееме. Ѓорѓе, те одбираат за ако има воопшто делење на тешки и лесни улоги, тогаш те одбираат за тешки улоги. Ти имаш, можеби, еден од ретките убави гласови, правилно изговарање, акцентирање, дикција, што вообичаено, ако се знае дека некој доаѓа од Битола, од Прилеп, не му доаѓа толку лесно да го каже, јас сум од Прилеп роден, битолчанец по корени и по мајка и по татко, и кога и да ме сретнат некој, стално ми кажуваат ти си од Битола, ти си од Прилеп. Тебе никој не може да ти каже од каде си, ти си од Македонија. Во Битола ме викаат продаена душа. Да, затоа што едноставно не го користам дијалектот битолски, кога си одам дома во Битола со моите родители си разговарам вака како што разговараме јас и ти. Јазикот е еден од елементите кои што се дел од мојата професија, како што треба да се тренира телото за да може да го издржи физичкиот напор кој што е потребен за изведување на било која улога на сцена, или како што треба да се вежба и тренира мозокот за да може да ги исполниш сите обврски како актер, така и јазикот е еден од трите елементи со кои што располагаме за реализирање на нашата професија. И навистина мораме да бидеме многу внимателни, да го цениме она што го имаме, бидејќи малку луѓе во овој свет го говорат македонскиот јазик. Би рекол не повеќе од 4 милиони луѓе, тоа е ништо во светот, говориме јазик кој што е уникатен, единствен, со широк вокабулар на зборови, и имаме поети кои го имаат промовирано низ сите меридијани овој јазик, и наша обврска и должност е да бидеме внимателни и да го чуваме и пазиме, бидејќи без него ние сме ништо. И доколку не го негуваме македонскиот јазик, посебно бидејќи ние сме, театарот е меѓу другото не само уметност, туку и медиум со кој што комуницираме со публиката, треба да бидеме внимателни и да ја извршуваме и онаа дејност што ја има театарот, образовна и едукативна. Така што да, треба многу да се внимава на јазикот. Ги поправаш колегите или те нервираат на телевизија кога слушаш како се зборуваат и како се не знаат да акцентираат? Во постојан диалог сум со нив и кога гледам телевизија се нервирам за секој погрешен акцент и да, посебно во парламентот тоа е, како да речам, мене ми е срам да споменам, бидејќи тоа е главниот извор што народот македонски го гледа, а слушаат разни, па не би рекол дијалектите се многу убави, но еден квази јазик кој што не смее да се употребува, и мислам дека професионалци треба, тим професионалци треба да работи со луѓето кои што излегуваат кои што имаат јавен настап во нашето собрание, но треба да се внимава, навистина треба да се внимава. Треба да земат часови кај те вика Снешка Конеска Руси. Па кај било кој, да. Ѓорѓе, не направивме муабет, при крај сме за филмот, меѓу театарот и филмот, разлика, што повеќе сакаш, каде повеќе се гледаш, што повеќе можеш да дадеш? Па да играм и во театар и на филм. И двата ми се совршени. И на едното место и на другото место се чувствувам како дома. Но за жал поретко сум во филмската уметност, повеќе сум во театар, и во Македонија не постои таква индустрија каде што можеш да работиш, заработуваш и да живееш како професионален актер само на филм. Тоа го нема. Ми се чини дека и на овие простори многу тешко може така да се опстане, а и нема потреба. Филмските уметници во големите индустрии имаат огромна желба да се играт, и тоа е, како да речам, тоа е престиж да играат во театар, а ние го имаме театарот како постојан ангажман и од време на време снимаме по некој филм. Така што, да, повеќе сум во театар отколку на филм, но и двата
во двата сегменти убаво сум се чувствувал, големи филмови ми се случиле во животот и многу сум среќен заради тоа. И оваа година ги изгледавме сите за време на пандемијата, кога бевме дома. Македонски филмови баш од првиот до последниот, мислам, по неколку пати ги гледавме. Јас не ги гледам толку многу, така што, но гледам се ново што се случува, така што, да, окей. Ѓорѓе, кога завршува едно дело, излегува премиерата, што после тоа имаш во глава што следно ќе правиш? Па секогаш нешто работам, но некогаш нешто ќе се случи, некогаш нешто не се случува. Еве во моментот сум на подготовка на една улога за филм, кој што треба да се случи снимањето сега за 10 дена, би рекол. Работам на драматизација на едно дело на Достоевски во моментов, но ајде ќе го оставиме тоа како тајна или за понатамошен некој разговор. Во преговори сум за работа за театарски представи, така што да, постојано има нешто да се прави, кога ќе се влезе во процес на работа се затвораме, ги играм представите што се на репертоар, Дневна доза мазохизам, која што беше мојата последна премиера, сега во септември, со една млада група на актери, кои што немале можност да работат во институција. Така што, да, убави нешта се случуваат. Ти благодарам, Ѓорѓи, за овај убав краток разговор. Ние може да зборуваме уште 2 дена и малку да се искажеме се што сакаме. Вчера, после завршувањето на представата, Последните ленти на Крап, останавме неколку од нас да имаме интерактивен разговор со актерот, со Ѓорѓи Олески. Таму, да ви кажам, се што слушав беше само фалење на неговата игра, на неговиот однос према културата, према театарот. Ги поддржувам и потполно се согласувам со се она што кажаа тие вчера. Тебе, Ѓорѓи, ти посакувам уште долг живот и уште многу убави вакви представи и да не радуваш на сцената. Благодарам што си дел од театарскиот свет, бидејќи малку емисии останаа кои што прават некаков прават нешто за театарот, за промоција на театарот и да ја информираат јавноста што всушност се случува тука. Добро, знаат многу за политика, за култура помалку знаат, па затоа се трудиме да останеме. Тоа велам дека е многу важна оваа емисија, да. Фала ти многу. Молам.